Кои се предлозите на Штипјани со кои може да се подобри безбедноста во сообраќајот? Децидни се дека состојбата е алармантна со оглед на тоа што бројот на жртви е во пораст и дека повеќе има сообраќајни несреќи, потенцирајќи дека треба да се посвети поголемо внимание на едукацијата и сообраќајната култура, како и надлежните добро да си ја вршат работата во согласност со законските прописи. Мислам што полагат младите да биде построго, да знаат, не само да ги пропуштат, мислам. Да научат добро да возат, да бидат внимателни. Како да ви кажам, и јас не знам. Значи, стварно се возе пребрзо. Прво, возачите треба да имат, мислам, своја култура едноставно. Да застануват на пешачки опремено и никако не престануват. Никако. Ке те згазат. Па ја мислам дека еден возач ако направи прекршок да згази човек, ја мислам треба да му се земе возачката дозвола и да вика да нема, да му се даде да возе. Тоа е претерано веќе, претерано е да не смееш да излезеш. Постар, а камо ли дете да пушташ? Полицијата треба да си преземат работа, да си направат кадар, добар кадар, што ги разбират и законите. Па и автошколи. Треба да се појачат малку автошколите. Тоа е многу слабо со автошколите. Не ги учат кандидатите кои што треба. Што воза брзо треба да се казна нели? Да му земе дозволата, да нема една година дозвола, тогава ќе се намале сообраќајот тие работи. А оно секој втори ден жртва има, секој трети ден. Ја што гледам телевизија, има многу жртви. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата бара помош од граѓаните да достават идеи, предлози и иницијативи како да се подобри безбедноста во сообраќајот. Волонтирање по сообраќајен прекршок и помагање во интервенциите на полицијата, брзата помош, пожарникарите на сообраќајни незгоди, за да им проработи свеста и да ги воочат последиците кои можеле да ги предизвикаат со несовесното однесување, се дел од предлозите кои пристигнале досега од граѓаните во насока на подобрување на безбедноста. Дури на црните точки на патиштата да се постават хаварисани возила, како потсетување за последиците од непочитувањето на сообраќајните знаци. Ја како шофер со тие стресни работи со сообраќајки секој ден по патот ги гледам. Тоа не е меродавното да се тоа направи. Тоа е најболното нешто, најтешкото за шофер кога ја виде сообраќајка, тоа е најтешкото, најболното. Бројот на жртви на патиштата расте. Само оваа година на подрачјето на СВР Штип досега загинаа 15 луѓе. Според евиденцијата на Републичкиот совет, Македонија најверојатно ќе ја заокружи најцрната година според бројот на жртви во последниве 3 години. Според статистичките податоци до октомври во сообраќајни несреќи загинале 138 лица, а неофицијално според нивна анализа до крајот на годината бројката би можела да се искачи и до 160 загинати. Лани на патиштата во државата загинале 144, а во 2014 година 130 луѓе.